Убавината е релативна, но шармот не. Доказе малиот Јарис на Тојота, кој 2 децении шармирајќи го светот стигна до својата 4-та генерација. Помал, посилен и побезбеден, тој и понатаму ќе го чини тоа, не оставајќи многу нешта кои може да му се замерат. Едно од нив сигурно нема да биде дизајнот, бидејќи сега изгледа доста позрело. X лицето е напуштено и неговите остри црти се заменети со заоблена и длабоко кон дното извлечена маска. Отворите за воздух од страна подсетуваат на борбен авион, а светлата на строг учител кој со поглед ве предупредува кога сте немирни на час. Немирен всушност е духот на новиот Јарис, кој се одгледува од како клин за косената силуета со високо издигнати задни бокови. Светлата во нив се модерни, до толку што изгледаат малку несоодветни за возило со ваква големина. Иако е пократок од 4 метри, тој има за 5 сантиметри поголемо меѓуоскено расстојание. Заедно со новата технички напредна платформа, тоа е заслужно за поголемиот простор во внатрешноста. Во прилог на тоа направен е мал трик со седиштата кои се монтирани пониско. Помала е и висината, а и тежиштето е спуштено што го направи Јарис полесен за возење. Посебно во свиоци, од кои најдобро ќе се извлекува со новиот хибриден агрегат. Ќе биде 3-цилиндричен 1,5 литарски со се уште непозната силина, направен по углед на оние во Корола и Камри. Придружениот електромотор ќе дава 80 конски сили и 140 Ньютон-метри, а батерија конечно е литиум-јонска. Од Toyota велат дека во однос на актуелниот модел ќе заштеди до 20% гориво и за исто толку ќе има помали штетни емисии во издувните гасови. Останатата моторна понуда е составена од бензинците од 1 и 1,5 литри. Деталите ниту за нив не се познати, а диселите секако се изфрлени. Што се однесува до внатрешноста, таа изобилува со безбедносна опрема. Јарис ќе биде првиот мал автомобил со централно воздушно перниче кое се активира меѓу двете предни седишта. Активниот темпомат кој може целосно да го запре возилото и помошта за одржување на лентата на возење се стандардни. Големината на управувачот кој може да биде загреван е нешто помала, како дел од филозофијата на Toyota наречена очи на патот, раце на воланот. Затоа на списокот опрема е додаден и head-up дисплеј. Во внатрешноста се користени материјали со кои се дава поголема важност на боите, а управувањето со контролите е поедноставно. Пријатното чувство е истакнато со амбиентално осветлување, а инструментите се дигитални со модерна, но ненаметлива графика. По многу нешто интересно, 4-та генерација на Toyota ќе започне да се продава во февруари. Најпрво на јапонскиот пазар, каде ќе биде достапна и со електричен погон на сите тркало. За Европа и понатаму ќе се произведува во погоните во Франција, во кои Toyota вложи 300 милиони евра за приспособување на новата платформа. Воедно капацитетот е зголемен на 300.000 автомобили годишно. Лани на стариот континент се продадени 216.000 примероци од Јарис, додека учеството на хибридната верзија во моментов изнесува 60%. Очекувањата се овој процент уште да се искачува, што ќе зависи од цените кои не се објавени.